Благодарам, председателе. Со предложениот закон за измени и дополнување на Законот за енергетика, всушност се обидуваме да ја исправиме неправдата која им е нанесена на илјадници граѓани, претежно во Скопје, кои не користат затоплување, односно топлинска енергија преку системот поранешна топлификација, но се натерани, и тоа со правилник, нелогичен, незаконски, неразумен, да плаќаат еден одреден дел за фиксни трошоци, односно активна енергија. Имено со Законот за енергетика, каде што се уредени целите на енергетската политика и начинот на нејзината реализација, дејностите, начинот на вршење на дејностите, изградбата на енергетски објекти, надлежноста меѓу другото и на регулаторната комисија за енергетика, пазарите за енергија, енергетска ефикасност и промоција и користење на обновливи извори, во членот 28 од овој закон е предвидено донесување правила за снабдување со електрична енергија, топлинска енергија и природен газ. Со овие правила поблиску се уредуваат општите услови и начинот на снабдување, како и меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачот, односно потрошувачот на соодветен вид енергија или природен газ и операторот на соодветниот систем. Значи, целта на ова предложено изменување, дополнување на законот е да се обезбеди гаранција за оние потрошувачи кои се исклучени од системот, кои не сакаат да се греат, односно да ги затоплуваат своите домови, на тој начин, со таа енергија, во така наречените колективни објекти за домување, да не се должни да плаќаат за тоа. Значи, со овој предлог закон, опозицијата се труди правилата, односно правилникот на регулаторната комисија за енергетика, да го стави онаму каде што му е местото, под законот. Затоа што сега во овој момент правилникот е ставен над законот. Конкретно, во членот 28 споменат, во ставот 2, по точката 13, конкретното дополнување е со нов став 14, значи кој гласи: гаранција дека исклучените потрошувачи немаат обврска да плаќаат било какви надоместоци. Регулаторната комисија за енергетика спомна дека има донесено правила за снабдување со топлинска енергија, и во ставот 2, каде што треба, значи, што треба да содржат правилата, сосема е очигледно дека во правилата за снабдување не смее да постои законска одредба дека луѓето, значи, кои се исклучени потрошувачи на топлинска енергија, треба да плаќаат надоместок за истата. Значи, регулаторната комисија за енергетика го прекршила Законот за енергетика, со тоа што во правилата за снабдување со топлинска енергија им дала обврска на исклучените потрошувачи да плаќаат месечен надомест за покривање на фиксните трошоци. Значи, овај предлог закон всушност треба да ја смени, да ја отстрани таа неправилност. Сега, кои се причините? Значи, прво, зборуваме за нелогичност, неразумност и незаконитост на одредбите на тие правила или тој правилник кој го има донесено регулаторната комисија за енергетика. Прво, не може правилник да се стави над законот. Во правилникот, во членот 66, став 2 стои дека сите исклучени потрошувачи на топлинска енергија, кои нема да склучат договор за снабдување со топлинска енергија и да се приклучат на системот за дистрибуција, најдосна до 1. октомври 2012 година, должни се да го плаќаат надоместокот за ангажирана моќност, фиксен дел од надоместокот за топлинска енергија. А снабдувачот е должен, во наредниот став, стои да им достави договор за снабдување со топлинска енергија на сите исклучени потрошувачи во колективни објекти. Значи, ова ако го споредиме, тоа значи дека ако се исклучиме од користење на електрична енергија, затоа што проводниците ни врват ни становите или куките, и затоа што околу секој проводник низ кој тече електрична енергија се создава магнетна индукција, би требало да плаќаме еден одреден дел, затоа што струјата доаѓа до нашите броила. Или
Да речеме, ако водата, не сакате да користите вода од водоводот, се исклучите, сега жубори тоа, нели, водата во цевките, кои минуваат ни станот или ни куќата, па треба да се плаќа одреден надомест. Ова е истата логика, исто како пратениците од парламентарното мнозинство, кога се обидуваја да ја убедат јавноста дека добро е да се укине ефтината струја, за да поевтини струјата. Таква е логиката на ова. Не користам топлинска енергија, уставно право и законско право имам да бирам со која енергија ќе си го греам станот. Значи, неотугиво ми е правото да одберам да се греам на електрична енергија или на пелет или на не знам што, но затоа што мојот стан, условно речено, е меѓу два стана кои се греат со таа топлинска енергија на топлификација, затоа што цевките минуваат кои се by the way моја собственост, значи не се собственост топлификација, мора да плаќам надомест за фиксните трошоци за топлинска енергија. Значи нонсенс. Или ако имате некој објект некаде каде што не правите отпад, значи не правите, а некој после вас прави отпад и сега доаѓа камионот од комуналното да го собира тој отпадот, да плаќате и вие затоа што дотаму и онака оди камионот па се троши гориво. Значи нелогичка работа. Не само тоа што е нелогично, меѓутоа не се работи за воспоставена јавна давачка. Ова давачка не е јавна, регулирана со закон, за да мора да плаќа граѓанинот кој не користи. Значи не користи топлинска енергија од овој систем. Се коси и со неколку други закони. Се коси со законот за комунални дејности. Например, во законот за комунални дејности стои вака: комуналните услуги се делат на услуги за задоволување на индивидуалната потрошувачка и услуги за задоволување на заедничка потрошувачка. И сега наброени се кои услуги влегуваат за задоволување на индивидуалната потрошувачка. Значи, обработка и снабдување со вода за пиење, технолошка вода, пречистување на отпади и така натаму, и испорака на топлотна енергија до мерниот инструмент на корисникот. Имајќи го во предвид овој член 14 во Законот за комунални дејности, испораката на топлотна енергија е индивидуална потрошувачка. Значи не е колективна, како што сака да се прикаже во правилникот, дека се работи за од регулаторната комисија за енергетика, дека се работи за некаква колективна давачка, односно заради живење во колективна зграда, што и тоа да значи. Понатаму, прекршен е законот за собственост и други стварни права, според кој собственикот има право својата ствар да ја држи, целосно да ја користи и располага по собствена волја со неја, доколку тоа не е спротивно со некој друг закон или некое право загрозено на друго лице. Значи, никој не може да го одземе правото на луѓето слободно да располагаат со собствениот имот, што е загарантирано и со Законот за собственост и други стварни права, како и со Меѓународната конвенција за човекови права. Значи, право на секој човек е да одлучи со што ќе се грее, од кого и каква енергија ќе користи. Затоа е вон здравиот разум некој да бара да се легализира неосновано и незаконито побарување луѓето што не сакаат да користат топлинска енергија од системот и што се исклучени да плаќаат за тоа надомест. Сега, тука пасивен потрошувач, значи тоа е еден поим кој не постои никаде во никаква регулатива, или колективно домување. Тоа колективен објект, значи термините колектив и колективен објект се пред едно 50 години и означуваат губење на собственост преку внесување на личната собственост во колективи. Меѓутоа, веројатно не се можело на друг начин да се оправда вакво нелогично барање, па е смислен тој назив кој исто така не постои во другите релевантни законски прописи. Значи, не постои никаков облигационен однос кај граѓаните кои се натерани сега со регулатива, односно со подзаконски акт, да плаќаат фиксен надомест за нешто што не користи. Следна причина, малку за генезата на проблемот, значи топлификација од 2008 година започнува драстично да ги покачува цените, 2 до 3 пати.
Од 2008 до 2011 година преку 20.000 семејства се исклучуваат и се определува за друг вид енергија за затоплување на своите домови. За нас и чудно беше, затоа што велевме блазерси им на Скопјани, колку им е топло по дома во становите, не можат да дишат навечер за ефтини пари. Меѓутоа, кога видовме дека се исклучуваат, видовме дека тука мора да имало некој проблем. А се исклучувале луѓето за да ја спречат кражбата, за да не се дел од таа кражба покачена цена 2 до 3 пати во рок од краток период. И всушност исклучените граѓани се украдени еднаш, затоа што им се наметнува надомест за кој не се должни да го плаќаат, а тие што го користат се украдени 3 пати, затоа што 3 пати е зголемена цената. Иначе колку за споредба, пред 7 години гасот чинеше $303 на 1000 метри кубни, денеска е 214, а тогаш цената била 3 пати помало колку денешната. Значи, судбината на овие граѓани е запечатена на 9 ноември 2011 година по одржан состанок на кој учествувале премиерот со представници од Топлификација, потрошувачи и регулаторната комисија. На 30 јули регулаторна комисија ги донесува овие нелогични, неразумни правила и всушност илјадници граѓани биваат веќе и осудени, извршителите им тропаат наврата. А 5 месеци подоцна, на 27 ноември 2012 година, во бизнисот легува Balkan Energy Group, доел со еден вработен и 5000 евра, основачки капитал, експресно добива лиценца, на Топлификација земена лиценцата и интересот станува приватен. И конечно, за мислењето на владата, значи, ако овие не ви се доволни причини, барем ево слушнете го образложението кое имавме прилика да го прочитаме во мислењето од владата. Во 5 реченици има 10 грешки, меѓутоа не се тоа се нонсенси, 10 невистини, значи 10 стручни манипулации. Ево гледајте се. Имајќи во предвид спецификата на колективните објекти за домување, колективни објекти, на која досега е укажувано од страна на регулаторната комисија, а заради појава на кондукција на топлина. Па во 5-то, можда поново во 6-то оделение, се учи како се пренесува топлината. Кондукција, конвекција и радиација. Нема, значи, се има кај парното освен кондукција. Јас навистина не знам како си дозволува владата вакво образложение да ни дава, заборавајќи дека може би има технички лица кои разбираат што е кондукција, што е конвекција. Ова е нонсенс невиден. Значи, кондукција е кога ќе ставите гежве на рингла, па ќе се изгорите затоа што се пренесува низ гежвето топлината, а конвекција е кога флуиди ја разменуваат топлината, парното работи на систем на конвекција. Меѓутоа, многу лесно е да се напише во образложение нешто што веројатно никој не го чита. Или така сметаат дека не читаме. Значи, појава на кондукција, исклучените станови од грејната инсталација во објектите за колективно домување се подгреваат на сметка на приклучените, а исклучените само се догреваат до бараната температура. Внимавајте. Понатаму, се нанесува штета на останатите приклучени, бидејќи дел од таа енергија според законот на физиката. Кој е тој закон на физиката? Јас во мојава кариера не сум сред доктор на технички науки. Кој е тој закон на физиката? Има закони на физиката. Њутнов, Кеплеров, Галилеов, кои се закони на термодинамика, на кинетика, на динамика, кој е тој закон на физиката? И сега внимавајте. Законот на физиката значи енергијата се шири линеарно во сите правци. Абе нонсенс до нонсенс, јас не знам, но ова е подпишан заменик на председател на влада на Република Македонија. Линеарно се ширила во сите правци. Снабдувањето со топлинска енергија во објектите за колективно домување нема ист третман како и снабдување со вода и електрична енергија, или нема влијание врз останатите корисници. Па ако 5 корисници не користат вода, притисокот се зголемува на водата, како нема влијание? Какви се овие глупости, нонсенси во образложението? Значи, почитувани колеги, ако ништо друго, само заради ова несериозно образложение кое ни е дадено, кое не знам како да го наречам, кој го пишувал ваквото образложение, и ова треба да ни е нас сега причина за да не
го поддржиме, односно за да не го поддржите законов што го предлагаме. Ве молам, ако заради ништо друго, заради правата на луѓето и заради уставните и законските права и заради ваквото дилетантско објаснение што го добивме во разложение, да го поддржиме овој закон. Благодарам.